Во Куманово е мирно. Дел од улиците од Ноќеска се блокирани за сообраќај и забележливо е зголемено полициско присуство во центарот на градот. Во овој дел од Куманово се лоцирани повеќе институции, општински и државни, кои функционираат непречено. Судот и општината работат, а граѓаните нормално се движат. Портпаролот на МВР Иво Котовски предпладнето информираше дека се преземаат мерки за безбедност во Куманово. Кумановскиот градоначелник Зоран Дамјановски попладнето апелираше МВР поскоро да излезе со официјални информации за да не се шират спекулации и конструкции за зголеменото полициско присуство и блокираните улици во Куманово. Лидерот на ДУИ Али Ахмети изјави дека поделбата на Македонија не е во интерес на албанците во Македонија, додавајќи дека во нивен интерес е целосно применување на Охридскиот договор. Не е во интерес на албанците поделбата на Македонија, бидејќи нема никако да се подели. Во интерес на албанците е целосна примена на Охридскиот договор, изјави Ахмети. Лидерот на ДУИ тврди дека ги знаел некои од припадниците на терористите кои минатата недела се закануваа на Куманово и изјави дека не може да свати како овие луѓе ризикуваат цела една населба, а и себе си. Сами Ушкини го запознав во 2001 година и по завршувањето на војната не знам дали сум го сретнал повторно. Тој е мирен човек, не е еуфоричен. И другите кои ги споменавте ги знаев освен Дем Шеху. Доаѓале и го посетиле седиштето на ДУИ. Никој не негира дека биле наши другари и никој не ја негира нивната активност. Не можам да сватам како може овие луѓе да го направат тоа. Како може овие луѓе да влезат и да ризикуваат цела една населба, а и да ги жртвуваат нивните животи. Кој беше нивниот идеал? Рече Ахмети во емисија на Алсатем телевизија. Русија изразува голема загриженост поради последните случувања во Македонија, ситуацијата во Косово која не влева оптимизам и искажувањето големоалбански претензии, изјави денеска во Белград рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Ја повикуваме Европската унија преку своето присуство на Балканот да обрне посебно внимание на тие многу вознемирувачки тенденции, посебно оние кои можат да се повлечат под терористички концепт, изјави Лавров на заедничка пресконференција со шефот на српската дипломатија Ивица Дачич. Тој оцени дека нападите во Куманово се добро подготвени терористички акции. Европската унија според него не треба да зазема кукавички став дека станува збор за одделна епизода. Убеден сум дека Брисел знае, но со тоа ја правдаат неефикасноста на сопствените напори, потенцира рускиот министер. Тој истекна дека можеби и овде станува збор за менталитет на конфронтација, но потенцираше дека има впечаток дека сето тоа се случува и во контекст на тоа дека Македонија одби да воведе санкции кон Русија и за подготвеноста на официјално Скопје да учествува во турскиот тек. Дачич од своја страна рече дека идејата за албанско обединување на Балканот не наишла на позначена осуда од Брисел и Вашингтон, што за последица има, како што рече, политички, но и некои други активности како оние во Македонија. Не смеат да постојат двојни стандарди. Србија не ја интересира кој ќе владае во Македонија. Нас не интересира политичка стабилност и безбедност, бидејќи таа е од значење за целиот регион, потенцира Дачич. Политичарите во Македонија да ги стават интересите на народот во прв план, да соберат сила и мудрост за надминување на разликите, порачува хрватската европратеничка Маријана Петир, член на Комитетот за надворешни работи. Случувањата во Македонија влијаат на земјата и ја оддалечуваат од својата цел интеграција во Европската унија и НАТО. Како член на Комисијата на Европскиот парламент за односи со Македонија, јас во неколку наврати јавно ги повикав Европскиот совет и Европската комисија без одложување да се одреди датум за почеток на преговорите со Македонија. Земјата тоа го заслужува поради исклучително високото ниво на подготовка, потенцира претеничката во Европскиот парламент Маријана Петир. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини и грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзиас разговарале за Македонија и изразиле загриженост за последните настани во Македонија, соопшти грчкото министерство за надворешни работи. Дипломатите оцениле дека зголемувањето на тензиите доведува до воскреснување на барањата на државата за пристапување во Европската унија и НАТО и покрај актуелниот спор со Грција во врска со официјалното име, пишува весникот Катимерини. Во основниот суд Скопје 1 пред судија во претходна постапка биле доведени уште тројца за насилните протести пред владата на 5 мај. Основното јавно обвинителство предложило определување мерка притвор заради основано сомнение за сторено кривично дело, учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење службено дејствие. Судијата ги разгледал фактите пошто им одредил притвор во траење од 8 дена, а притвор во отсуство има и за уште едно лице по кое МВР има распишано потерница.
Офталмологот Дејан Ставрич е осуден на 1 година затвор. Ваква пресуда донесе Скопскиот кривичен суд кој го прогласи лекарот виновен за кривично дело примање награда при посредување за добивање пензија. Ова е истата затворска казна што основниот суд ја изрече и во првата пресуда, а која подосна повисок суд ја укина и предметот го врати на повторно одлучување. Ставрич беше уапсен минатата година под сомнение дека зел подкуп од 2000 евро од пациентот Прилеп. Средношколскиот пленум го распушти кампот во паркот спроти Министерството за образование и наука и го стави во мирување бојкотот на наставата. Одлуката ја донеле вчера на нивниот последен генерален пленум во оваа учебна година. Очекуваат до почетокот на новата учебна година Министерството да го реши нивниот проблем, а со тоа и дека нема да го активира бојкотот од 1 септември. На прашањето како ќе ги надоместат пропуштените часови, тие одговориле дека за тоа ќе решаваат училиштата, односно самите ќе најдат компромис со нивните професори.